Животот е тоа што го даваме, а не тоа што го земаме. Колку ќе му дадеме на животот низ призма на знаење, дух, емоција, себеосознавање, толку и ќе придобиеме. Значи, може би во некоја ситуација и ќе пристигне среќата, ќе го почувствуваме чудото, ќе следи исцелувањето, но тоа е недоволно за да управуваме со сосените животни потенцијали. Едноставно, нема да има секогаш чуда, нема секогаш некој да не исцелува, нема секогаш да пристига среќата, за да умееме да се справиме со искушенијата. Всушност, ние сме тие кои што треба да почнеме себе да се надградуваме, себе да се пробудиме и себе да се хармонизираме. И затоа, колку ќе си дадеме на самите себе си и на животот низ призма на афирмативните можности, толку и добри дела, добри потенцијали може да чувствуваме. Затоа што нештата не треба да се измеруваат на основа на акумулација на материјални нешта и низ призма на не знам каков висок статус во општеството и колку какви награди ќе придобиеме од тие истомисленици, туку всушност колку и како воспоставуваме мир, хармонија, колку како се надополнуваме себе си со знаење, со духовна вредност и кон какви, би рекол, афирмативни потенцијали се развижуваме. Значи, гледате, на крајот сепак, апропо парите, материјалното, телесното, површното, многу побитно е духовното и тоа внатрешно чувство, колку сме задоволни од самите себе си, од животот, од она што го придобиваме и го даваме. Затоа и во духовноста секој се потенцира, биди ти тој кој што едноставно ќе бидеш водител, креатор на сосеното живење. Не чекај некои надворешни фактори да бидат тие кои што ќе ти го управуваат животот. Биди ти личност со самовредност, со потенцијал, со хармонија и со една визија дека умееш и ќе постигнеш и ќе стигнеш до највисоките цели. Значи, тоа е она кое што зависи од човекот, а многу нешта може да зависат и од звездите, може би и од Бог, може би од судбината. Тоа е нешто врз кое и не можеме да влијаеме, но можеме да влијаеме на нашето чувство кон нештата. Како и што ние придобиваме, како што и ние развиваме. Затоа најглавната основа е биди во хармонија со себе си, биди надополнет со знаење, биди позитивен и биди афирмативно ориентиран.